Ова утро, драги гледачи, го започнуваме со една прекрасна соговорничка, затоа што со неја ќе зборуваме за една многу важна тема, се што е поврзано со семејството, родителите, децата, сметам дека е навистина многу важно. И затоа денеска сме нагости кај Маја Георгиева Павловски, која што е семеен советник, затоа што има многу убав повод. Има нов прирачник насловен "Слушни ме". Токму во продолжение ќе зборуваме за овој прирачник, за промоцијата на истиот, за тоа што нуди овој прирачник, што можеме да прочитаме, какви совети можеме да добиеме. Маја, добро утро. Благодарам што не прими денеска, ја прими екипата на Здраво Македонија кај вас на гости. Добро утро, добро дојдовте. Драго ми е што денес сте мои гости и мило ми е што денес ќе допреме, мислам дека до секое семејство со овој прирачник. Така, затоа реков дека семејството е една клетка или главна клетка во општеството, нешто што треба сите да се стремиме да го зачуваме, затоа се многу важни тие релации меѓу родителите, децата. Секојдневието носи разни проблеми, но затоа сте вие тука, професионалците кои што можете да ни помогнете, па ќе позборуваме за прирачникот "Слушни ме". Што представува "Слушни ме"? Слушни ме представува еден прирачник со топлина. Често знам да кажам кога ме праша што подготвувам, каква книга или прирачник, не, ова е прирачник посебен со топлина. Идејата за овој прирачник ми дојде токму од овде, од ова секојдневие, работата со деца, со родители и секојдневно она што допре до мене е дека децата сакаат да бидат слушнати, па како и сите ние, нели? Меѓутоа како што растат, особено во оној период на адолесценција, не умеат како да ги покажат своите емоции. Од друга страна, пак родителите секојдневно се борат со тоа како да ги сватат своите деца. И кога ја гледам таа љубов тука, онаа безусловна љубов и желба на родителот да помогне, а детето да биде слушнато и прифатено како што е, па си реков, ајде да направам еден прирачник, кој што ќе биде алатка, да го сруши тој зид помеѓу детето и родителот, како што расте, и да биде еден мост да ги поврзе за добра комуникација и за едно убаво функционално семејство. За кога е повеќе наменета книгата, дали може да кажеме, или подеднакво наменета и за децата и за родителите, и од која возраст кога зборуваме за децата? Оваа книга е најмногу наменета за родителите кои што имаат деца во периодот на раст во адолесценција, пубертет кога ги фаќа. Меѓутоа, како што веќе книгата стигна и во многу градови, како ми се јавуваат, многу ме радува што допира и до помали деца, и до поголеми, и до возрастни. Сега кога ќе размислам, оваа книга е за сите родители, за сите деца и за сите оние кои што работат со деца, наставници, педагози, психолози, се со цел да направиме една добра комуникација, затоа што често знаеме и да слушнеме и да кажам дека семејната поддршка, добрата комуникација се важни за еден правилен раст и развој кај секој дете. Верувам дека се соочувате и сретнувате со најразлични ситуации и примери, од најлоши, ќе кажам, до најпозитивни. Од вашето долгогодишно искуство, колку семејства сте промениле на подобро или колку животни приказни сте промениле на подобро? Ова ми е омилено прашање. Благодарам, неочекувано. Прво ќе кажам дека нема лоши приказни. Има добри и помалку добри, тоа оние што се помалку добри се затоа што ние како родители сакаме најдобро да направиме за децата, а некогаш не умееме. Често тоа ни се случува кога нашите граници се на исто ниво. И знам да кажам, кога детето е помало, имаме граница, меѓутоа како што расте треба да симнеме. А ние некако ја држиме исто таа граница и тука доаѓаме до судир, не ги разбираме нашите деца. Дел сум од многу успешни приказни и тоа навистина ме мотивира да продолжам, затоа што се повеќе има родители заедно кои што доаѓаат, кои што бараат помош за комуникација. Некој ќе каже, нели, зашто би доаѓале за добра комуникација, меѓутоа таа е основа за се. Па не само, нели, родител дете, тука би сакала да кажам и за возрастните порака. Ние некако живееме во општество каде што никој никого не слуша. Може би сте забележале брзо темпо на живот, прашања безброј, а не даваме место за одговор. А некогаш она што недостига е само тишина и да слушнеме што сака да каже соговорникот. И се случува на сите. Верувам дека нема родител кој што барем еднаш не подвикнал на своето дете и да го искара, но подоцна може да свати дека не требало така да изреагира. Дали во тој момент е подобро да се викне детето и да му се извиниме, иако сме ние родители, или пак на поинаков начин да се објасни таа претходна ситуација?
Токму така, сите родители знаеме и тон да повишиме, што е многу нормално. Детето треба да се научи дека не е се така розово, меѓутоа, она што е важно во едно семејство и онаа релација родител-дете е да бидеме пример. Кога ние ќе погрешиме, многу е нормално да го повикнеме детето, да му објасниме, мама е нервозна, ова вака не требаше да го направам, да свати дека и тоа ќе сгреши и дека сите грешиме ние. На тој начин даваме добра слика дека од грешките се учи, а дека за едно семејство да биде убаво, функционално, многу е важно проблемот да се стави на маса и да се разговара. Кога има тишина, често мене тоа ме плаши. Кога ќе дојдат и ќе кажат кај нас е се супер, не се караме, тишина. Тука веќе има проблем. Невозможно, особено кога има дете во период на адолесценција, да е тишина. Треба да се решат сите работи отворено, искрено. Слушни ме, каде може да се најде? Овој прирачник може да се најде тука во Mental Grow и секако со достава, како што спомена, веќе го праќам и во другите градови. Мислам дека порака до сите праќам, убаво е да го имаат како семеен прирачник дома, за да биде семејството добро, за да може да се соочат родителите со сите предизвици. Во овој прирачник има 7 приказни, затоа кажав дека е прирачник со топлина, тоа се приказни од деца што тука ги споделиле, деца со кои што работев и семејства. Се со приказните се за страв, за срам, за таа детска анксиозност, за разводот кој што е доста актуелен, за загуба, која што кај децата секако се случува за жал, но она што е интересно и многу добро во овој прирачник е што секоја приказна започнува со едукативен дел за родителите. Прво да научат и приказната не е само приказна споделена, прво има дел каде што имаме грешна комуникација, а потоа како да постапиме и на крајот од секоја приказна, тоа е убавиот дел, 1 на 1 време, активност за родител, за дете, за поквалитетно поминато време. Маја, многу ви благодарам и се надевам дека овој прирачник ќе ни дојде добро на сите. Ви благодарам и на вам.